Здраво на сите и добре дојдовте на платформата за разговори на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Милош Бојандоновски, режисер, независен режисер и основач на неформалната школа за театар Театар за сите и театарската трупа Пресврт. Добре дојде, Милош, и ти благодарам што ја прифати поканата. Фала, Джаđe, фала многу, драго ми е што ќе си разговараме. Стандард прашање за овој серијал на интервјуат за сите мои соговорници е што значи да се биде театарски уметник, театарски режисер во време на пандемија. Како го доживеа затворањето на театрите, прекинот на работа на театрите и како минаа првите полициски часови? Па, не знам, јас искрено да ти кажам, тоа прашање не само што значи да се биде театарски уметник за време на пандемија, туку воопшто што значи да се биде театарски уметник. Не знам ни дали доволно имам размислувано што е тоа што не прави да бидеме театарски уметници. Мислам дека треба да си има некаков континуитет во работата, да се работи постојано и така натаму, така што од аспект пак на пандемијата, мислам дека мене лично, барем чувството ми е дека целото значење на тоа што значи да се биде театарски уметник се изгуби, веќе ми е бесмислено. На почетокот затварањето на театрите го прифатив како дел од таа нова реалност која што почна да се воспоставува себе си како нешто кое што треба да се случи заради безбедност и на уметниците и на публиката и така натаму, и ми беше тажно после некое време тоа што беше неизвестно, се уште е неизвестно, не знаеме колку ќе трае, и покрај тоа што е привремено, може да трае и подолго и пократко, но после одредено време морам да признам дека веќе во некаква лутина и бесми се трансформираше целото чувство, затоа што немаме никакви предлози, идеи, решенија во рете, голем дел од работите почна да се враќаат во некаква нормала, така што мислам дека постојат решенија и за театар, не знам што се чека и зошто се чека. Се пишуваше и по медиуми, и по социјални мрежи и така натаму, имаше некакви идеи кои што циркулираа, но едноставно не знам што се чека уште. И ми е многу криво поради тоа. Имам чувство дека некаква статус кво се случува во сферата на изведбените уметници. Имаше, тоа ми беше многу интересно, една фотографија од театар во Берлин со извадени седишта, со за редуциран број на публика. Тоа е решението. Значи, сликата беше споделувана, леле, колку е тажно сето ова, колку е жално и така натаму, но мора да се соочиме со тоа дека моментално реалноста е таква. Било тажно или не било тажно тоа што не може со полн капацитет да работат театрите, да се прифати, да се надмени и да продолжиме да работиме подобро така, отколку да стагнираме како што веќе стагнираме со месец. Така. Како ти измина овој цел период на прилагодување на оваа нова реалност, како режисер, како предавач во школата Театар за сите? Знам дека подготвувавте и како видео перформанс рестарт со вашата театарска трупа Пресврт. Како се одвива овој процес, како се прилагодуваше на овие услови за работа? Да. Морам да признам лично, многу турбулентно, па и се уште има траги од такви некои турбуленции. Дури мислам дека и денеска имам отпор кон тоа да прифатам. Еднаш ми се случи да влезам во продавница, излегов од дома и ја заборавив маската комплетно. Морав да се вратам дома затоа што ми е тука малско продавниче и ми е блиску. И во тој момент сватив всушност колку веќе сум изморен од сето тоа. Така што имав обиди да се адаптирам и со Театар за сите програмата застана. Бевме во контакт со луѓето кои што ги посетуваат часовите во живо, но со тоа што мислам, поради тоа што сме врзани со простор кој што го користиме, кој што уште не знаеме дали можеме да го користиме, како можеме да го користиме, сепак театарот е, суштината му е во средбата на изведувачот и на гледачот во живо, така што не е баш лесно, затоа што да беше мој простор личен, ќе изнајдев решение, но просторот не е мој, така што не знам.
сепак треба да има поддршка и од другата страна и така натаму. Не е дека нема, но едноставно е прилично комплицирано. Така што решив да формирам нова една програма, која што ја модифицирав веќе постоечката и траеше месец дена. 2 пати неделно држав онлайн часови со една група на луѓе кои што се пријави, но тоа беа во главно часови кои што беа повеќе теориски. Часовите беа интерактивни, имаше дискусии, имаше некакви мали вежби кои што можат да се изведат преку камера и преку вакви платформи како Zoom или Skype, но сепак искуството е многу подруго кога сме во живо и кога сме во иста просторија. Основната театар за сите е да едуцира публика, да формира бранд на луѓе кои што ќе прават разлика и кои што поинаку ќе му пристапат на театарот и на изразбените уметности, ќе направат разлика што чини, што не чини, зошто е тоа така и така натаму. И нели секако сите тие вежби кои што се прават се доста корисни за личен развој, за комуникацијски вештини, презентацијски, лидерски вештини, емоционална интелигенција, самосвесност. Така што беше едно интересно искуство таа работа онлайн. Групата беше многу задоволна. Потоа имаше уште еден повик за нова група, но за жал не успеавме да формираме, немаше доволно број на заинтересирани луѓе и мислам дека исто тоа е резултат на една општа летаргија која што повеќето, да речем, од нас не зафати. Прилично е тешко и како независен и како невработен уметник да, знаеш, во одреден момент прилично ми исцрпува тоа да морам постојано да измислувам работи и да правам нешто ново и нешто ново и нешто ново. Така што е доста напорно и доста одзема енергија и не знам, едноставно мислам дека уште се адаптирам, уште ми е променливо ми е расположението, некогаш сум многу лут, некогаш го викам во ред, но се надевам дека мислам дека одговорноста е и кај нас. До тоа колку сме свесни за нашите однесувања, за следење на мерките и така натаму, ама бројките секој ден на ново заразени и на смртни случаи, за жал не стигнуваат. Да. Кога се прекина работата на театрите, театрите ги отворија своите архиви и започнаа прикажување на онлайн представи на веќе одиграни представи во живо. Како ги доживеа овие изведби на екраните, на телефонот, на лаптопот, на таблетот, на еднаш представи од минатото и од денес, кои што реално сме можеле до пред затворањето да ги погледнеме во живо. Јасно. Нешто што исто така го забележав беше тоа што театрите пуштаа снимки од представи кои што веќе не се играат или кои што се постари нормално. Имаше некои представи кои што дали таа се завршиле со животот на репертоар, дали пак уште се играат во некоја форма. И да признам, во целиот тој период изгледав само 2 представи. Странски, и тоа со живо мачење и со малтретирање, не од почеток до крај без прекин, туку со премотување. Ајде да скокнем на наредната сцена, 3 минути, 5 минути ќе скокнам. Не е тоа. Сосема поинакво доживување кога се гледа во живо. Да, имавме можност да видиме многу представи и продукции од светот, за да видиме точно ние докаде сме со тоа што го правиме, но едноставно ете јас како Милош имав проблем да гледам представи онлайн. Тоа најде на голем поздрав од публиката, од многу луѓе и така натаму, но сепак мислам, мене исто тоа ми беше многу интересно што имаше заинтересираност и поддршка од публиката, која што се надевам дека ќе продолжи да ја дава истата таа поддршка кога салите ќе се отворат. Особено за независната сцена, затоа што театарот постои за публиката. Како наспроти овие веќе одиграни во живо представи и сега принудно прикажани на онлайн платформите, како ги доживеа представите кои што се сработија во текот на овој период? Авторите ги нарекуваат виртуелна представа, како што е Илузии на Нела Витошевиќ, или тој и таа интернет перформанс во режија на Дејан Дамјановски од Белешкиот театар. И се случаи и многу други представи од други земји, кои што самите автори ги нарекуваат дали интернет перформанс или интернет представа, виртуелна представа, ги користат тие термини. Како ги доживеат тие овие проекти? Ги погледнав по нешто од обете наши македонски онлайн представи или не знам која е таа форма.
Погледнав и една-две од некои колеги од странство кои што ми испратија линкови. Една од нив ми се биде прилично интересно, беше Галеб од Чехов, од една колешка од Нов Зеланд, Да. која што многу умешно ја имаше направено и некако со приказната и со тоа што ликот на Треплјов го прави во Галеб и се бори за некакви нови форми, многу убаво беше вклопено во оваа некоја си форма сајбер. Повторно ќе кажам дека убаво е овој период да се искористи за да се истражи, за да се експериментира. Дури и ние со Пресврт веќе почнавме да се договараме и да разговараме и веќе да планираме можни некакви проби за представата која што почнавме да ја правиме пред карантинот, иднината е приватна, да ја изиграме, но и да ја стримаме, со тоа што, знаеш што ми е исто интересно, Џаџе, тоа што сето ова постоело, всушност, се снимале материјали, видео перформанси, сайбер перформанси, не знам веќе како и да се нарекуваат, но сега некако почна да и постоеле во тој некој сайбер етер, да речем. Но сега поради пандемијата некако многу повеќе, поради тоа што е единствениот начин да правиме нешто и да работиме, многу повеќе изведувачи почнаа да мигрираат во тој сайбер простор и некако вниманието нагло се сврте кон таму. Затоа велам дека претходно всушност и постоело, според мене не е ништо ново. Ново е само тоа што по прв пат земаме и ние да го правиме тоа и да ги истражуваме можностите и алатките. Би го пробал, чисто за да, не знам, да прочепкам, да видам кои се можностите, како се, можеби нешто ново ќе научам, ќе ми донесе како искуство, но не е нешто на кое што би сакал да му се навраќам. Не е нешто на кое што би сакал да му останам верен до крај. Кои се твоите планови, го начна одговорот на ова прашање, кои се твоите планови во иднина како режисер, доколку хипотетички се надевам дека нема да биде така, оваа ситуација се пролонгира и не се најде решение за некое соодветно решение за театарот како што бил претходно. Отворен за сите, без никакви рестрикции и слично. Кои се твоите планови како режисер и можеби некои решенија кои што сакаш да ги понудиш за оваа ситуација да се одвива подобро од тоа што е? Јасно. Мислам дека периодот треба да се искористи, како што спомнав, за некои истражување и експериментирање. Мислам дека како театарски уметници, не знам колку тоа може да се нарече театар, што би го правеле ние онлайн со снимање, со стримање и така натаму, но сепак треба да се трудиме што е можно поголем дел од таа изведбеност да се задржи, односно од одликите на театарската уметност да се задржат. Па дури мислам дека затоа што нашите примери тука, кои што се случија, тие две онлайн представи, беа снимен материјал монтиран кој што се пушти онлайн да се гледа. И прашањето ми е сега, што ќе се случи доколку се изведува нешто во некој простор и додека актерите го изведуваат, се стрима и во живо се пренесува. Тоа е веќе сосема поинакво искуство, отколку да ги изснимам јас моите актери, да ги измонтирам и потоа тоа да го пуштам. И сакам да кажам дека и во самите сайбер форми има варијабли, има променливи, има нијанси и финеси во прашања, така што мислам дека овој период, да, треба сите да работиме во тој простор, да се одржуваме себе си активни, да се инспирираме, да ја развиваме креативноста, но за мене тоа сепак не е театар. Кога ќе помине се тоа, без разлика колку и да трае, да се вратиме на сцена, во простор, да се сретнеме заедно со публиката во живо. И тука би го поставил јас прашањето, односно би го спомнал тоа, би го отворил дека не значи дека кога ќе заврши сето ова, дека треба да се вратиме на стариот начин на кој што сме го правеле театарот и на кој што сме работеле со старите навики. Треба да останеме заедно со публиката во контакт во иста просторија, но можеби од сето ова што ќе го поминеме како искуство, ќе произлезат некакви нови насоки и некои нови нешта кои што ќе ни инспирираат дополнително, кои што ствари ќе ни дозволат да се преиспитаме како досега сме го правеле. Зошто во некои земји во светот театарот
се изменил и еволуирал толку многу, а кај нас се уште се третира по-класично, по-модернистички, знаеш, има една, ја не верувам во рецепти, но мислам дека постои некоја насока која што еднаш која ќе се покаже како успешна, многу колеги, режисери сакаат да останат на тој пат, да не пробуваат ништо ново. Сум успеал еднаш, два пати, три пати со една, две, три представи и мислам дека така треба да терам и терам. И ми е драго што овој период охрабрува луѓе да испробаат нешто што можеби не е театар, но сепак ми е драго што пробуваме. Што можеби ќе биде нешто што подоцна ќе биде корисно за театар. Можеби ќе можеме да го сместиме во театар. Така. И од тука ми се раѓа прашањето во овие услови, во ова време, кое е местото, кое е значењето и функцијата на театарот во нашето општество? Ти благодарам на ова тешко прашање. Ќе тргнам од себе, секако. Имав еден период кој што можеби уште го надминувам, поради сите околности во кои што се наоѓам, се ми изгуби смисла, па дури и театарот. На толку голема невработеност и на невработеност која што уште повеќе ќе расте. Се прашувам кому би му значил театарот толку колку што ми значи и мене. Дали ќе има луѓе кои што кога ќе се отворат театрите ќе се потепаат да дојдат да гледаат представа? Ќе има ли резерва? Ќе има ли задршка? Зошто би било тоа така? Што би можеле да направиме? Секако театарот е уметност и како таков, како и сите уметности, он има и терапевтска функција, нели, да ни помогне да се осознаеме и да се прочистиме преку онаа старата добра катарза на дедо Аристотел. Тој може да го коментира светот, ја критикува реалноста, ја реструктурира, ја создава одново, ја прави онаква каква што можеби би можела да биде. Некогаш едноставно само ја рефлектира како огледало, надевајќи се дека тие што дошле да ја видат представата, дека ќе се освестат за тоа во каква реално живеат, дека можеби ќе ги натера да превземат некакви мерки, да посегнат по промена, дали општествена, дали лична, но моментално со затворени театарски сали и со никаков глас од надлежни институции за култура, кои што треба да ни бидат поддршка и поттик, не знам што друго да кажам за театар. Лично, јас би почекал за да го преиспитам сопствениот став кон сето ова што се случува. И со театар, и со пандемија. Така што, уште размислам и уште го барам одговорот. Не знам што би можел јас како театарски режисер во време на пандемија да направам со театар. А што сметаш дека би направиле уметниците од минатото? Како тие личности кои што влијаеле, тие театарски имиња кои што влијаеле во твојот развој како режисер, те инспирирале, те мотивирале, како тие би постапиле во овие услови со овие можности и неможности кои што ни ги нуди новонастанатата ситуација? Јасно. Па мислам дека дел од нив би го отфрлиле сето ова и би чекале да помине, за да се занимаваат со вистински театар, додека други пак веднаш би се пуштиле во експериментирање, во истражување, така што мислам дека се тоа тие две крајности. И сега јас сум некаде на средина и се прашувам што нешто е подобро туку, што повеќе мене ме прави да се чувствувам како театарски уметник. Дали да чекам се тоа да заврши, да се пуштам во тоа што сакам да го правам, или да пробам нешто кое што за мене не е театар. И тоа ми е всушност маката, болката на некој начин. Да. Ова е на некој начин последното прашање од овој разговор, но секогаш на крајот оставам простор соговорникот да се искаже доколку моите прашања не ги опфатиле сите негови размисли. Или можеби доколку сакаш да испратиш некоја порака до постпандемскиот режисер. Може тоа да биде Милош од иднината, може да бидат следните генерации на млади режисери. Оставам на тебе да го заокружиме овој разговор со твоја размисла за темата.
Па еве две пораки, едната за мене од иднината и другата за помладите колеги. За мене од иднината би било трпение. Тоа ми е една слаба страна карактерна. Немам трпение, не можам да чекам. И ако може, не сеќавам со некој еднаш правев муабет, многу ми вика, знаеш, вика, тебе што те зезнува во животот, што тоа што не си трпелив. И викам, добро е, па како да бидам трпелив, ама сега одма ако може. Така што не сум трпелив ни по однос на трпението, така што тоа би си го порачал сам на себе, трпение, биди трпелив. Додека на помладите колеги истото тоа би им го препорачал и дека треба многу да работат, треба многу сериозно да му пристапат на тоа што го избрале, да го работат, да не престануваат да учат, во смисла не од книги во школа и така натаму, туку општо да учат и од животот и лекции од театарското искуство и така натаму од театарскиот живот и да знаат, да пробаат да откријат што сакаат. Зашто мислам дека само на тој начин ќе останеме верни на себе си. Благодарам многу, Мило, што ја прифати поканата и што одговори на овие прашања и ги сподели своите доживувања и тоа директно од актуелнава ситуација. Се надевам дека ќе можеме да му се навратиме на овој разговор и дека ќе извлечеме поуки кои што ќе ни помогнат во понатамошниот развој на нашата уметност. И ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам, Џаџе, на поканата, драго ми беше. Најубав ден.